голем дел од нашите родители, а дури и постари имаат профили. Токсичен простор каде што се разговара политика, се споделува говор на омраза и се споделуваат навреди. Младите добијат чувство како да ја губат слободата. Заводот за статистика вели дека 99% од младите во Македонија на возраст од 15 до 24 години користат интернет секој ден. Но најпопуларниот Facebook велат станал рај за возрастните, за политичка пропаганда и за говор на омраза. Затоа бегаат. Би рекла дека младите најмногу користат социјалната мрежа Instagram и јас паѓам во таа група. Можам да кажам дека дефинитивно најпопуларните целокупно во јавноста се Facebook, Instagram и TikTok, додека според мене младите најмногу се присутни на социјалната мрежа Instagram. Според мене младите денес се најмногу активни на Instagram и на TikTok. Затоа што се наоѓам себе си како најмногу време поминувам на Instagram, па потоа на TikTok, а најмалку време на Facebook. Ова е навистина интересно прашање зошто младите повеќе употребуваат Instagram од другите социјални мрежи и не верувам дека имало некоја позначено научно истражување на таа тема или барем јас не сум прочитал, меѓутоа лично се прашувам и јас зошто е таков случајот и барем според мене мојата теорија е дека пред се како Facebook стана попопуларен во нашата земја, а повозрастните луѓе станаа мнозинство на Facebook и со тоа младите не беа главната група, па затоа се префрлија на Instagram, каде што се уште се доминантното население. Сметам дека тоа е така, бидејќи Instagram и TikTok се релативно нови социјални мрежи на кои превладуваат и млади корисници, па затоа истите ги користат со цел да останат во тек со актуелните случувања во непосредната околина. А покрај тоа имаат и доста неограничени алгоритми за употреба, што им овозможува на корисниците и речиси неограничен пристап до информации. Втората причина е и самата естетика на Instagram. И сметам дека Instagram изгледа поубаво како апликација и како социјална мрежа и не дозволува споделување на долги и големи текстови, туку едноставно главниот акцент паѓа на споделувањето на фотографии. Би рекла дека најмалку користена социјална мрежа е Facebook, затоа што Facebook е социјална мрежа на која што ние младите израснавме, повеќето од нас имаме профили уште од многу мали години, но сега сметам дека младите бегаат од таа социјална мрежа затоа што барем во Македонија политиката е доста проширена на Facebook и голем дел од нашите родители, а дури и постари имаат профили со кои што тие дневно управуваат и дополнително вестите или новостите кои што се соопштуваат на Facebook се доста пристрасни, а сметам дека младите потешко подлегнуваат кон пристрасни или неточни информации од постарите. Па одговорот на ова прашање веќе го начнав и во претходното, но да, дефинитивно се забележува, јас го нарекувам екзодусот на младите од Facebook кон Instagram и сметам дека тоа е поради повеќе причини. Иако можеби возрастната група игра клучен фактор дека повозрастните се повеќе присутни на Facebook и младите сакаат да имаат некаков поприватен простор. Еве можам од лично искуство да зборувам, мојот Facebook е јавен и во главно таму комуницирам со повозрастните генерации, меѓутоа кога сакам нешто да споделувам што е по налик на мене како млад човек, обично го споделувам на Instagram. Сметам дека Фејсбукот повеќе не е актуелна социјална мрежа кај младите, бидејќи додека социјалната мрежа Facebook беше активна кај младите, како што растеше нејзината актуелност, растеше и љубопитноста на постарите генерации да видат што е тоа што ги привлекува младите толку да ја користат таа платформа, па затоа и тие почнаа да се приклучуваат на неа и всушност младите добијат чувство како да ја губат слободата и независноста, па затоа го бараат своето прибежиште во нови социјални мрежи како Instagram и TikTok, кои имаат речиси
слични и исти алгоритми со Facebook, но сепак им се нови и непознати на старите генерации, кои нели нормално потешко и побавно ги учат начините на кои што функционира дигиталната технологија, па затоа младите на нив се чувствуваат понезависни и послободни да го изразат своето мислење. Исто така сметам дека Facebook е апликација на која што младите не сакаат да поминуваат многу време, со оглед на тоа што изгледот на самата апликација не е веќе релевантен за животите на младите, односно порано таа опција која што беше статус на Facebook беше доста актуелна, но сега таа опција може лесно да се замени со апликацијата Twitter. А споделувањето на слики на Facebook исто така може многу поедноставно и пристапно да се сподели преку апликацијата Instagram наместо преку Facebook. Меѓутоа и самиот Facebook стана еден многу токсичен простор каде што се разговара политика, се споделува говор на омраза и се споделуваат навреди, па затоа мислам дека младите го напуштија Facebook и се префрлија на Instagram само за да го избегнат тој негативен момент на говор на омраза и слично вулгарно и недолично однесување што е присутно на Facebook, а што е поинтересно, најчесто споделувано од повозрастните. Би рекла дека најактуелна кај младите луѓе е социјалната мрежа Instagram, затоа што покрај тоа што им овозможува да гледаат слики или видеа од нивните блиски, а и од светот што е подалеку од нивната блиска геометриска локација, им овозможува тие да се допишуваат со нивните врсници или со пријатели. Јас лично го користам најмногу затоа што ми овозможува да одржувам комуникација преку допишување, но исто така можам и да одржувам константен контакт со блиски кои што не се наоѓаат во Македонија и го гледам како многу едноставен начин да можам да дознам информации за нивниот личниот живот преку опциите за директен разговор и истовремено да гледам слики од нивниот живот и што тие поминуваат, ништо тие поминуваат моментално. Мојот Facebook е јавен и во главно таму комуницирам со повозрастните генерации, меѓутоа кога сакам нешто да споделувам што е поналик на мене како млад човек, обично го споделувам на Instagram. Исто мислам дека е доста важно да се спомене и социјалната мрежа TikTok, затоа што се гледам себе си како се почесто и почесто поминувам време на таа апликација, затоа што функцијата и дизајнот на самата апликација е направена човек да се заборави во неа. Односно, гледањето на видеата е континуирано, нема стоп, а и личноста нема директен избор што точно таа сака да гледа, туку самиот алгоритам му предложува видеа на гледачот кој што тој потоа ги гледа и ги гледа. Може човек да се занесе да гледа видеа со сати и да заборави точно колку време поминал на таа апликација. Но не ја гледам толку како социјална мрежа, затоа што се уште не се користи толку за комуникација, туку повеќе само за примање на некој визуален медиум. Беа на Facebook, сега се на Instagram и TikTok. Каде ќе бидат утре?